Учениците и училиштата се подготвуваат за екстерно. Околу 12.000 ученици од источниот регион од утре до 10 јуни ќе мора да покажат што научиле во текот на годината. Учениците имаат по 3 дена помеѓу двете полагања и прашањата за предметите и кој ученик кој предмет ќе го полага ќе бидат објавени 3 дена пред полагањето на учениците. Подготовките за спроведување на екстерното, барем од технички аспект, школите веќе ги завршија. Ние имаме околу 650 ученици во 3 години. Подготовките си се во ред, при крај сме со работата, ќе го чекаме утрешниот старт, списоците се објавени, се знае кој дете од кој термин полага, ако и се појават некои мали ситници, тоа ќе се исправи попатно како и до сега што сме работели. Ќе искористам приликата да посакам на учениците многу среќа. Екстерното проверување е веќе по трет пат рековме дека се одржува, не е никаков проблем. Тоа се прашања кои учениците во текот на целата година ги имаат работено, имаат 60 минути на располагање, да не брзат, да бидат концентрирани и едноставно нивната внимателност ќе им помогне многу во успешноста во екстерното проверување. А како стојат учениците со материјалот? Да, спремаме се. Па, лесно е, да. Па од кога не ги дадеа прашањата, 3 дена. Тешко ли? Не, лесно е. Да? Од колку часа полагаш? Од 9:30. Па прашањата ги имам пред 1 месец и имам ги четено, подготвуваме се секојдневно. Така. Полагам математика од екстерно, подготвени сме за екстерното, имаме ги прашањата, предметите, се е подготвено. Од друга страна, незадоволството и протестите против екстерното не стивнуваат. Вчера протестираа наставници, ученици и родители, но очигледно работата е во стилот кучињата лаат, караванот си врви. Првиот тест за одлучност и на едните и на другите ќе биде веќе утре.